јавуваме од предитната медицинска помош. Добро утро ќе кажам на докторка Елена Каревска-Пиловска. Како сте утрово? Добро утро. Еве почеток на смената во итна медицинска помош. Да ви посакам добре дојдовте во базата на итна медицинска помош. Ви благодарам. Често ние новинарите, особено што сме на овие линковски вклучувања, кажуваме дека утринските температури се негде нула, можеби овој период и под нулата, меѓутоа овој период дневните температури знаат да се искачат над 15 степен. Значи ли тоа дека оваа разлика или скок, како велиме, на температурата влијае врз граѓаните, врз здравјето на граѓаните? Така е, сведоци сме на глобални климатски промени. Човекот како дел од природата навистина реагира на промените во атмосферскиот притисок, влажноста во воздухот, температурата, дури и на ветерот. Навистина човекот не треба да заборави дека тој може да ја менува околината и надворешноста, но и надворешноста и природата и околината го менуваат човекот. Навистина, како што споменавте, веќе во едно деноноќие се менуваат неколку годишни времиња, температурни разлики имаме од 10 до 15 степени дневно ноќни, нели? И мораме да забележиме дека есента и пролетта навистина како да ги скратуваат своите денови. Затоа и метеоропатијата е веќе сме засегнати скоро сите, 80% од популацијата е засегната со метеоропатија и незините симптоми. Како можеме да ги припознаеме? Веднаш споменавте метеоропатијата, а сите знаеме да кажеме ќе биде облачно, не знам што ми е, се некако жалиме, меѓутоа дали овие временски температурни разлики влијаат? Да, навистина влијаат и метеоропатијата има два типа на симптоми, од психичка природа и од физичка природа. Од психичка природа би можеле да ги издвоиме намалена концентрација, замор, летаргија, нарушен сон, пореметено расположение и променливо расположение, тоа се нели психичките симптоми, а од физичка природа симптомите се главоболка, чести вртоглавици, понатаму реуматски болки, болки во зглобови, болки во коски, луѓето често се жалат и на болки во стари повреди, стари рани, имаме варијации во крвниот притисок, па се до нели мозочни и срцеви страданија, инфарктни состојби. Навистина и луѓето кои што заболуваат од метеоропатија веќе е зголемен број, како што напоменав, 80%, можеби се поделени на две групи. Тоа се луѓе кои што дотогаш не се диагностицирани, всушност не боледуваат од некоја хронична болест, значи тие осеќаат главоболка, замор при промена на времето, некоја потиштеност или летаргија, но хронично болните осеќаат екзацербација, односно влошување кај симптоматологијата на основната болест која што ја имаат. За ова што зборуваме, значи ли дека периодов се зголемени повиците кај вас, еве за време на викендот, каков е билансот? Така. Да, забележуваме благо зголемен број најавувања, но и интервенции во итната медицинска помош. Типот е најчесто луѓето се жалат на вртоглавици, имаме зголемен број на колапсни состојби, варијации на крвниот притисок, зголемен број на мозочни удари периодов. Морам да напоменам и дека е зголемен бројот на интервенции кај психички болни, односно нивни влошувања на симптоматологијата, и имаме зголемен број на сообраќајни незгоди. Сега би можеле тоа нели да го поврземе со овие временски нели промени на температурата, атмосферскиот притисок и влажноста и ветерот, затоа што во овој период, како што ви напоменав, е нарушена концентрацијата кај многу луѓе, заморот и вигилноста, односно променливоста нели на вниманието кое што треба да го имаме во сообраќајот. Не може човекот да се адаптира на сообраќајниот метеж, односно да го адаптира вниманието во сообраќајот. Значи, навистина овој податок можеби ќе влијае врз, како велиме, превентивно за секој оној што ќе влезе во автомобил, да знае дека можеби нешто како велиме да ја подигнеме внимателноста уште на повисоко и концентрацијата на повисоко ниво. Кој е апелот? Како некако со сите овие симптоми што ќе ги почувствуваме да се справиме и за хронично болните, меѓутоа и за
Метеоропатите, така е. Знаете, сонот, го напоменав нарушениот сон, пореметување во сонот, кое што се јавува сега, би требало да се најде начин да се регулира. Кај метеоропатите, навистина, советуваме чај од камилица, претходно да не се прејадуваат пред да заспијат, да си обезбедат тивко, безбедно, мирно место, без галама за спиење, доколку тоа не можат сами да го постигнат, нели да се консултираат психијатар понатаму, кога ќе се променува времето, да ја следат временската прогноза, да не се ставаат на дополнителен тежок физички напор, туку да биде тоа умерено вежбање, 1 час од денот да го одвојат за себе, да излезат во природа, да вежбаат, да одат во природа, подалеку од сообраќајниот метеж, подалеку од уличната врева и се разбира во текот на денот навистина да си најдат место за релаксација и одмор за себе, превентивно да делуваме за своето здравје, затоа што потоа можеби е малку касно. За повозрастната популација, да кажам, бидејќи верувам дека они се по некои постојани терапии, можеби со некои хронични болести, како да се однесуваат. Така, тие често напоменуваме нели да си ја земаат хроничната терапија, но и да прават чести контроли на крвниот притисок. Советуваме секој да си има апарат за мерење притисок, да си го мери притисокот саба или навечер, да не се изложуваат на дополнителен физички напор и стресот малку да се го регулираат. Нели често го споменуваме стресот и кај младите и кај повозрастната популација. Ова што го кажувате како дополнително при самиот крај за стресот, затоа што веќе сме сведоци дека и помладата популација се жалат на висок крвен притисок. Дали сите овие причини што ги наведовте влијаат кај младиот човек, па веќе да има и покачен притисок, што можеби е неприродно за денешницата или воопшто како за еден човек. Така е, живееме во стресогено општество, нели, малку и економската состојба влијае, плюс дополнително нели и промените во времето, многу фактори влијаат на тоа. Навистина убаво сте забележале дека можам да напоменам дека и кај метеоропатите возрастната граница е всушност намалена, односно метеоропати се почесто од 30 до 50 годишна возраст, нели, тоа е средна некоја средна доба и повеќе за засегнати жените. Да напоменам, сето тоа е нели конституционално и со можноста за адаптација на стрес се разбира, доколку не можат сами да си помогнат, затоа се психијатрите, психолозите да побараат помош. Докторка, навистина ви благодарам за исцрпниот осврт на се она што се случува, што се однесува на здравствениот аспект, а со она што вие секојдневно се соочувате. Навистина ви благодарам што одвоивте време директно да се вклучите во утринската програма на Македонската телевизија. Знам дека имате работа, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и вас на сработката.